Втора тема во овој дневник, плаќањето, односно укинувањето на плаќањето на паркинг местата на неколку улици во Штип. Над 200 паркинг места се укинуваат. Градоначалникот на општина Штип, Благој Бочварски, на денешната пресконференција истакна дека во целост се укинува наплатата во населбата автокоманда, а тоа го прават согласно даденото ветување во текот на изборната кампања и во рамките на првите 100 дена од неговата работа. Над 200 паркинг места во Штип се укинати за наплата, објави денеска градоначалникот Благој Бочварски. Тој истакна дека во целост се укинува наплатата на паркинг местата во населбата Автокоманда, односно на улицата Сутјеска која води кон зградата на Евана. Во делот на градските средини, во делот на централното градско подрачје, имаме неколку улици кои што исто така ја укинуваме и наплатата, но и паркингот. Тоа значи дека улиците Љубен Иванов и Борко Талев се укинува наплатата на паркингот, но и улицата Козјак Планина. Бочварски забележа дека укинувањето на наплатата на паркинг местата на овие улици е со цел да се растерети буџетот на граѓаните, а во населбата Автокоманда не е потребно да се наплатува. Исто така се укинува и наплатата и на улиците кои се околу градскиот пазар. Директорот на јавното предпријатие Стипион Сашко Протогеров вели дека остануваат за наплата 635 паркинг места во централното градско подрачје. Тој истакна дека веќе 10 дена се користат и грепките за наплата на паркингот во Штип по забелешка на народниот правобранител. Се уште е рано да кажеме, на нас ни е приоритетна работа наплата на преку СМС-от, а ова е дополнителна работа што луѓето кои не можеа да го наплатат преку СМС ќе наплатат преку грепки. Грепките можат да се обезбедат од вработените кои ги контролираат паркинг местата во централниот дел и во неколку трафики. Живеачката станува се поскапа, покажува последната анализа на потрошувачката кошничка. Да преживее едно 4-члено семејство, месечно се потребни околу 33.000 денари. Средства кои за голем дел од семејствата во источниот регион се недостижни. За да се прекрапи месецот се купува најефтиното, а голем дел од потребните работи стануваат луксус, тврдат граѓаните. Како да се преживее од 15 до 15? Прашање на кое голем дел од граѓаните од источниот дел на државата не можат да најдат одговор. За едно 4-члено семејство да може нормално да живее, да купи нова облека, да отиде во ресторан или театар, а при тоа фрижидерот да биде полн и сметките платени, месечно се потребни 32.475 денари. Со минимална плата може ли да се преживее месечно? За само мене. За мене оти само живеем може. А да имам внуци, нели, па давам нешто, ама помалку, не многу. А за повише не. 14.000 пензија не може да поминам сам со 14.000. А камо ли по 4 члено семејство, што рекоте со тие средства. Невозможно е. Ако месечната потрошувачка кошничка е тешка над 32.000, а просечната плата според Заводот за статистика е 23.196 денари, едно семејство би требало да има двајца вработени со просечна плата, за да може нормално да функционира. Сепак, децидни се граѓаните. Најголем дел од вработените земаат плата пониска од 15.000 денари. Платите и пензиите се мали, а за да се преживее, мора да се откажеме од многу работи или пак да го купуваме најефтиното, велат граѓаните. Од најважните треба се лиш па да преживееш. Врно одеме на кино, на просвета, овие работи, сега тоа го забравиме. Да купиш нешто ново, гардероба нешто, и тоа не го користим. Ја користам гардероба од пред 30 години што е да потрошам. Ако тоа се троши, нема да остане за храна. Само гледаме поевтино. Поевтино ние пензионерите. Не, за облека не. Ние више не взимаме облека. Обично се што е поевтино тоа си еме. Тоа за нас е тоа достапно, друго нема. Оно скапото нема пари за тоа. Анкетата за работната сила покажува дека до 12.000 денари земаат 30,3% од вработените, а според Централната банка дури 60% земаат плата што е пониска од просечната,
а 16,2% имаат плата еднаква или малку повисока од просечната. И оваа зима пожарите не одмина. Запалени оџаци и неисправна електрична инсталација, како и броила, се најчести причини за избувнување на пожари во зима. Вчера штипските пожарникари интервенирале на пожар во куќа на улицата Димо Хаџидимов во центарот на Штип. Спој или неисправно постаро електрично броило била причината за избувнувањето на пожарот, во кој е предизвикана материјална штета. Излеговме со 2 возила и 5 пожарникари и го локализиравме, велат од Штипската противпожарна единица. Според податоците од таму, само овој месец, значи само за 6 дена, штипските пожарникари имале 10 интервенции, од кои 4 се на запалени оџаци. На 36 интервенции излегле штипските пожарникари во јануари или на вкупно 46 пожари досега од почетокот на годината. Во приложение збор 2 за животот на пензионерите. Пензионерските домови се местата каде се дружат луѓето од третото доба. Како го поминуваат времето, еве што регистрираше нашата камера во Штипскиот пензионерски дом. Повеќето од штипските пензионери слободното време го користат за дружење во клубот на пензионерите во центарот на градот. Од неодамна овој простор е реновиран, а збогатени си услугите на бифетот, цените се пристапни. Пензионерите овде разговараат, но најважно е тоа што добра партија карти, табла или шах секогаш допренесува времето бргу да минува. Карти играеме. Убаво е дружењето. Убаво е, не е лошо. Да се дружиме со сите, добро да биде за сите. Без карти ние не можеме тука да бидеме. Секој пат си играеме тука на оваа маса ние. Супер, ние како пензионери, трето доба, играме си тука картички, мине ни времето, убаво е. Диеме каде се збираме пензионерите. Табла ние сме посматрачи. Рекреираме се пензионерски. Добри ли се условите на работа у клубот? Супер, боле не се биле никош пат. Хигиената на високо ниво. Цените како се? Цените солидни. Се добро, има кај да се забавуваме, тоа е најубитното. Новина во клубот на пензионерите е тоа што овде пензионерите можат да проследат и дневни вестници, а исто така просторот да го користат дури и како библиотека. Покрај шахот и тие работи би требало да има и вестници, еден вид како библиотека, јас би рекол дека е. И мене ми се многу допаѓа тоа и свака час за управата на пензионерскиот дом. Штипското здружение на пензионери има повеќе клубови за дружба на пензионерите низ сите урбани заедници и таму пензионерите редовно се собираат и исто така се дружат, играат карти, шах, но реализираат и други активности кои се за подобрување на условите за живот на пензионерите. Денешни партиски активности. Неодговорниот пристап на СДСМ кон земјоделците остави над половина од минатогодишната реколта на ориз во Кочанско во амбарите. Иако СДСМ ветуваше зелена нафта, не само што ја нема, туку ја зголемија и акцизата, рече координаторот на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН Иван Јорданов на денешната пресконференција. СДСМ пред изборите вети дека цената на оризот ќе биде 25 денари за оризова арпа, додека пат белиот ориз ќе биде 50 денари. СДСМ вети, СДСМ излажа. Цената на оризот во моментот е 35 денари. Ова беше уште една лага на СДСМ, само за да добијат глас повеќе на изборите и да седнат во фотелите. ВМРО ДПМН е бара власта веднаш да најде решение за неоткупениот ориз и да обезбеди услови за рентабилно производство во оваа сезона. Со откупна цена на оризот од 35 денари и со покачувањето на нафтата, СДСМ го направи производството на ориз нерентабилно. Земјоделците од единствениот регион на државата, кои произведуваат ориз, се помалку се одлучуваат да ги посеат своите површини со оваа култура. СДСМ едно ветува во опозиција, друга прави кога е на власт. Кога се бореа за гласовите на земјоделците од истокот, ги лажеа и ветуваа се и се што. Ништо од тоа што ветија не остварија.
се прават законски измени со цел да се укине ограничувањето на времето на продажба на алкохолните пијалоци во малата трговија. Но од друга страна пак граѓаните сметаат дека сепак во интерес на здравјето на младите ограничувањето на продажбата на алкохолот треба да постои. Министерството за економија подготвува измени на законот за трговија, а целта им е укинување на ограничувањето на времето на продажба на алкохолни пијалоци во трговијата на мало. Решенијата предвидуваат продажбата и понатаму да се врши во лиценцирани продажни објекти, без ограничување на времето за продажба и без посебни услови. Ограничувањата го намалија бројот на продажни места, преку кои производителите на вино и пиво во земјата го вршеа својот пласман, без јасно да се постигне целта за намалена консумација на алкохол кај малолетниците. Единствено што се постигна се ограничени, односно се намали бројот на трговци на мало, кои одлучија да продолжат да продаваат алкохолни пијалоци во рамки на времето пропишано во Законот за трговија. Ваквата состојба ја намали продажбата на алкохолни пијалоци, особено продажбата на вино и пиво во земјата. Но од друга страна граѓаните сметаат дека во интерес на младите треба да постои ограничувањето на продажбата на алкохолните пијалоци. Што знам, ја мислам дека добро беше таа мерка. А сега да се продолжи, не знам, тоа младите не може да кажеме ги тоа не са баш како што треба, според мене. Па не би требало ни да се предават, да ти кажем право, после 19 часа. Па затоа што младите не водат сметка. Обавезно купуват. Младите си се млади, знаеш, што сакат да пијат. Порно да биде забрането. Ја мислим да не е добро, па сега не знам они како ќе си прават тамо. Што да кажам ја? Што еве според вас не е добро? Па зашто? Зашто не е добро? Зашто да пијат да после искача па прават гужве? И за тоа. Па не е добро. Не е добро. Како што беше до сега, до 19 часа. Зошто еве според вас не е добро? Па има малолетни имат деца, имат пијани што са. Ваквите законски измени се прават на барање на винариите на пивската индустрија, кои што сметаат дека веќе 10 години трпат негативни импликации со воведувањето на мерката по 19 часот да не се продава алкохол во продавниците. Водоснабдувањето на жителите во селото Лески и општина Виница ќе го решава долгорочно. Планирани се инвестиции и во другите населени места со цел подобрување на условите за живот. Општина Виница ќе го решава водоснабдувањето во село Лески. Ветувањата пред изборите стануваат реалност. Со овие инвестиции, жителите на Лески треба да добијат крајно решение со водоснабдување. Ова е уште едно од ветувањата кои што го ветивме пред граѓаните на село Лески, дека со исклипи на нови бунари на планината Плочковица, дека ќе го решиме проблемот со водоснабдувањето. Овој проблем можам да кажам дека ќе биде решен, меѓутоа планираме уште неколку проекти, се со цел за да не ни се деси оно што ни се деси минатата година, 6 месеци жителите на село Лески да имаат проблем со водоснабдување. Значи општина Виница размислува и со проширување на филтер станицата во Виница, која што се наоѓа во градот Виница, да ја го поврземе и село Лески во наредните неколку години. Жителите се надеваат дека овој пат општината ќе им излезе во пресред и водоснабдувањето ќе им биде решено долгорочно. Да не речава, сигурно 10 години имаме проблем со снабдување на вода, затоа што изворите што беа во Лисец, ќе изгледа зависати од атмосферските талози, некако па оваа година посебно сушна и многу намалија дури имаше дел од изворите пресушени. Некои што имат во Лески бунари, од нив црпеме, некои правија хидрофори, што не е решение тоа. Бунарите секој пат знаете дека тие се загадуваат и така, тешко. Инвестиции за водоснабдување, но и инфраструктурни инвестиции општина Виница ќе реализира во сите населени места. Последните врнежи од дожд ја подобрија хидролошката состојба во акумулациите на источниот регион. Според информациите од водостопанската подружница Брегалница во Кочани, браната Калиманци е на половина од својот капацитет и е полна со околу 67 милиони метри кубни вода. Минатата година во април месец сезоната за наводнување почна со 68 милиони метри кубни вода.
Евентуалните врнежи од дожд во следниот период уште повеќе ќе ја наполнат браната, која лани поради неповолните временски услови остана полупразна. Акумулацијата градче во моментот е со капацитет од 2 милиони и 100.000 метри кубни вода, а Мавровица со 1 милион помалку или со капацитет од 1 милион и 100 метри кубни вода, вели Дени Митров, директор на водостопанство Брегалница. Оттаму информираат дека е намален водостојот на реките по врнежите викендов, кои предизвикаа и излевање на Зрновска река, која поплави повеќе од 10 хектари со земјоделски култури. Од утре со механизација водостопанство ќе излезе на терен да ги санира последиците со цел да се спречи повторно излевање на реката, вели Митров. Од водостопанската подружница Брегалница Кочани порачуваат земјоделците да ги склучат договорите за наводнување за оваа наводнителна сезона и дека во зависност од бројот на склучени договори ќе се утврди планот за наводнување со кој е предвидено зголемување на површините во однос на лани. Околу 500 водокорисници досега склучиле договори, а лани од предвидените 6000 хектари со земјоделски култури од калиманци се наводнуваа само околу 3000 хектари. За окрупнување на земјоделските површини од програмата за рурален развој предвидени се 10 милиони денари. Со средства од државата треба да се олесни процесот на размената на парцелите, да се намалат трошоците и да се зголеми конкурентноста на земјоделското производство. 10 милиони денари од програмата за рурален развој за окрупнување или консолидација на земјоделското земјиште. Општините во руралните подрачја ќе може да аплицираат за добивање на средства од оваа мерка. Преку проектот окрупнување на земјоделското земјиште се очекува да се зголеми продуктивноста на земјоделските стопанства, реализираат нови пропратни инвестиции во инфраструктурата, патишта и системи за наводнување, а да се намалат трошоците на производство. Во старт постапката за размена на парцелите или нивите кои ги обработуваат ги забуни земјоделците. Ја мислам дека не може да се изведе. Тоа, нека да даде. И да му го плаќам ја или држава да рече ќе помогне, да сака да се направи. У таа аспект не можеме ние тоа да го изведеме. Проектот за консолидација предвидува селекција на 12 региони во државата каде ќе се спроведат постапки за окрупнување на земјиштето. Останати мерки од програмата за рурален развој, кои годинава ќе се субвенционираат од државата, се и мерките за инвестиции за водостопанска инфраструктура и пристап до земјоделско земјиште, за кои се предвидени над 600 милиони денари. Во делот за спорт, фудбал, екипата на Китго Пехчево, која за новата третолигашка сезона се подготвува во Дојран, утре среда ќе го одигра вториот контролен меч. По убедливата победа против лидерот на втората лига Беласица во првата контролка нарете второлигашот Кожув од Гевгелија. Лидерот на третата фудбалска лига група Исток, тимот на Китго Пехчево сериозно се подготвува за надпреварите во пролетниот дел. Раководството на клубот на чело со спонзорот Кирил Гогов во спортскиот комплекс Истата во Дојран има безбедни идеални услови за престој и за непречен тренинг. Покрај секојдневните врски за разработување на тактичките замисли и идеи на тренерот Трајче Сенев, времето во Дојран се користи и за игрување на екипата преку одигрување на повеќе контролни средби. На првата контролка играчите на Китго го прегазија тимот на Стумичка Беласица, победувајќи го второлигашкиот лидер со резултат 3:1. Стрелецот на 2 гола беше бомбардерот Бобан Марич, кој пред една сезона настапуваше и беше голгетер на Беласица, а еден гол постигна Владимир Дујовски. Веќе утре среда, тимот на Китго ќе има нова контролка против уште еден второлигаш со тимот на Кожув од Гевгелија. Циклусот на пријателски средби за тимот на Китго во Дојран ќе заврши во сабота 10 февруари, кога за противник ја има екипата на Евромилк од Скопје. Ветераните на фудбалскиот клуб Брегалница во новата сезона ќе имаат бесплатен влез за надпреварите на градскиот стадион во Штип. Раководството на клубот подготвува легитимации и пропусници за сите некогашни фудбалери кои го носеле синиот дрес на Брегалница. Спортскиот директор на фудбалскиот клуб Брегалница Јалмир Мандак во денешниот телефонски разговор ја потврди најавата со која некогашните фудбалери на Брегалница би имале посебен третман за следење на надпреварите на градскиот стадион во Штип во новата сезона.
Имено, тој упатува апел до ветераните на бегалница да понесат стихичка и во периодот од 9 до 14 часот секојдневно да ја достават во просториите на градскиот стадион. Истата е потребна за изготвување на легитимација и пропустица, со која ветераните би имале бесплатен влез за надпреварите на бегалница во Штип. Инаку фудбалски погон на бегалница се наоѓа на подготовки во градот Сандански, Бугарија. Веќе утре среда, штипските плави ќе одиграат пријателски контурен надпрва со екипата на домакинот Вихрен. Брегалница во сабота ќе одигра уште еден контурен надпревар против екипата на Струмска Слава од Радомир, пошто фудбалската експедиција ќе се врати во Штип. Ги следевте вестите, почитувани гледачи, ви благодариме за вниманието и ви посакуваме пријатна вечер. Само на Телекабел гледајте најголем избор на канали, Спорт клуб 1, 2 и 3 и ХД канали без доплата. Вклучете 4 ТВ приемници за само една месечна предплата. Сурфајте на најбрзиот интернет и разговарајте неограничено. Меѓу нас е бесплатно. Единствено во Телекабел, без обврзувачки договори. Кабел си е кабел. Телекабел. Пристигна најновата колекција на Бергала есен-зима 2017-2018. Бидете во тренд. Изберете го најдоброто од богатиот асортиман на акционерското друштво Бергала. Продажните салони на Бергала низ државава ве очекуваат. Дрводекор Караарман, од идеја до финален производ, врвна технологија и стручен кадар, формула за врвен квалитет, производство и продажба на мебел по најнови модни трендови и мебел од масивно дрво, теписи теписони од домашно и странско производство, дизајнот и комплетното уредување на домот, припуштете го на професионалниот тим и врвните мајстори во дрводекор, со вршена равнотежа помеѓу формата, дизајнот, амбиентот и секојдневната практичност. Дрводекор, традиција и квалитет. Урбано, а традиционално. Вкусете ги најдобрите специјалитети во најгорманската улица во Штип. Усо како, ресторан со извонмерена храна, што ќе го зачини вашето доживување, без разлика дали се работи за бизнис ручек, дружење со пријателите или пак романтична вечера. Во преубавата атмосфера, секој љубовен состанок се претвори во бескрајно задоволство, а секој деловен ручек има позитивна и конструктивна атмосфера. Усо како, на позната локација со долгогодишна традиција во Штипски сопак. И после 20 години се уште со вас. Се уште најевтини и најснабдени. Во Штип на 2 локации, центар и во населбата 8 ноември. Маркети Зендолино, дел од животот на многу генерации. Поштувани гледачи, и време за најава на нашата вечерашна гостинка, а тоа ќе рече со кој ќе разговарам? Со доктор Невенка Дуковска. Добро дојдовте во студиото на Ирис телевизија. Добро ме најдов, благодарам за поканата. Навистина ми е чест да бидам ваша гостинка, бидејќи ова може да кажем една уникатна емисија која е раритет денес да се средне на нашите простори толкому со оваа тематика, бидејќи ви оставате простор
за сите еминентни музичари кои оставиле свој музички белег во македонската културна ризница. И настанка збори трала, трала, и настанка збори. Други свечености и во зимските студени денови во софистицираниот чатор на Ваго ресторан. Чувствувајте се пријатно во затоплена и традиционално. Вкусете ги најдобрите специјалитети во најгорманската улица во Штип. Усокако, ресторан со извонмерена храна, што ќе го зачини вашето доживување, без разлика дали се работи за бизнис ручек, дружење со пријателите или пак романтична вечера. Во преубавата атмосфера, секој љубовен состанок се претвори во бескрајно задоволство, а секој деловен ручек има позитивна и конструктивна атмосфера. Усокако, на позната локација со долгогодишна традиција во Штипски сокак.
Купувајте најевтино во Тера маркети. Сирење мишано вкусна 209 денари. Павлака алпска 2+1 гратис 49 денари. Мајонез вкусна 85 денари. Колбас домашен со праз вакуум римес 189 денари. Переци трик 3+1 гратис 55 денари. Колачи мини мапини јагоди и чоколада со гратис ролат 40 денари. Течен детергент Булайт колор и за црни алишта 189 денари. Детергент Пакс Биоактив 2 во 1 439 денари. Тера маркети. Спорт информатор на ТВ Ирис. Секој работен ден од 16:50, 19:50 и 22:50. Следува програма наменета за целата публика. Почитувани гледачи, добро вечер и повторно заедно со музичката емисија Векови ноти. И по тој повод следува музички поздрав. Група Корона. Čardak sedam, mamo, lični momi gledam, lični momi gledam, mamo, kako sitno vezan. Lični momi gledam, mamo, kako sitno vezan. Devojče, mlado ubavo, mirisno cveke šareno, štipjaka crven trendafil, jaske ti mamo dovedan. Štipjaka crven trendafil, jaske ti mamo dovedan. Sitno vezat, mamo, za ergen izborat. Samo jedno mome, mamo, sevo mene gleda. Samo jedno mome, mamo, sevo mene gleda. Devojče, mlado ubavo, mirisno cveke šareno,
povaram, so me leda dojde mamo sna da ti vide, so me leda dojde mamo sna da ti vide, devojče mlado ubavo, mirisno cveke šareno, trendafil, jas che ti mamo dovedam, šti bianca crven trendafil, jas che ti mamo dovedam. Poštovani gledачи, и време за најава на нашата вечерашна гостинка, а тоа ќе рече со кога ќе разговарам? Со доктор Невенка Дуковска. Добро дојдовте во студиото на Ирис телевизија. Добро ме најдов, благодарам за поканата. Навистина ми е чест да бидам ваша гостинка, бидејќи ова може да кажем една уникатна емисија која е раритет денес да се средне на нашите простори толкому со оваа тематика, бидејќи ви оставате простор за сите еминентни музичари кои оставиле свој музички белег во македонската културна ризница. Ова беше потребно на источно-географскиот регион. Апсолутно така, се согласувам. Колку што врти телевизија Ирис и така натаму, баш ми е драго, да. Ево да почнеме со првото прашање. Господја Дуковска, доцент, и да го добро прочитам, корепетиција и прима виста. Објаснете ми го тоа, лично за мене, па и за нашите гледачи. Но така, јас сум доцент на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на Музичката академија. Предметот корепетиција и прима виста е, еве, за пошироката јавност, по-конкретно да објаснам, тоа е пијано придружба на даден инструмент или вокал, но стриктно на еден инструмент, бидејќи доколку се повеќе, веќе станува збор за камерен состав. И тоа е една комплексна област за која што би можела цела емисија да зборувам, бидејќи тоа беше токму и темата на мојот докторски труд, кој го одбрани во Софија на Музичката академија Панчо Владиеров. Корепетицијата е нешто кое ретко го има во нашите и нижи училишта и во основните, во средните. И идејата и целта на мојот докторски труд беше да се воведе како задолжителен предмет, бидејќи секаде на запад тој предмет се изучува. И многу е важен за секој изведувач пијанист, бидејќи многу малку број од пијанистите понатаму се занимаваат како солистички изведувачи, најчесто се занимаваат со корепетиција, а начинот на звукоизвекување, начинот на кој треба тие да изведат корепетиторската дејност е сосема различна од солистичката. Така што тој треба да биде и диригент, и ритам машина, и дури лингвист со соло пејачите, треба да знае и корекции во јазикот да изврши, значи многу комплексна дејност. И еве како што рекол и Бертолт Брехт, кога чекориме левата нога не ја прати десната, тие заедно прават чекор. Затоа и корепетитор треба да биде токму така во чекор со солистот. Има ли енергија сето тоа да го извршите како што треба? Многу голема енергија, многу голема желба, бидејќи ја добив таа чест да го предавам тој предмет кој е за сега модул, изборен предмет за студентите на Музичката академија, но се надевам дека ќе прерасне во нешто повеќе и ќе стане еден ден можеби задолжителен предмет и сите да го изучуваат. И да го оформиме тоето образование нижа и средна завршуваш во? Овде во Штип, во музичкото училиште. Ти си ќерка на познатата виолинистка? Професор Боријанка Трајкова, неодамнешен ваш гостин овде исто така. Баш ми е драго. Еве, праќаме поздрав до твојата фамилија, особено до твојата мајка, моја колешка, своевремено и така натаму, да. Почнемо гледачи и повторно музички минути со група Корона. Čuvaj libe dobrano, ne odi doma rano ti, najzgodno vreme
дека друга љубиш ти. Јас знам дека друга мамиш ти. Срцево мое е за тебе и не би го дала јас на друг. Срцево za tebe i ne bi odala jas na drug. Za mene prolet ne razviva, za mene cveke ne cuti, za mene ti si prva ljubov i posledna keni bideš ti. Za mene ti si prva ljubov i posledna keni bideš ti. И повторно продолжуваме со разговорот. Господја Дуковска, не го довршивме второто прашање, па еве вториот дел нека биде: потекнуваш од музичка фамилија, колку тоа има влијание на вашата професионална определба? Па, секако дека има влијание, лично индивидуално би зборувала за мене, многу е големо влијанието, бидејќи сме растени јас и сестра ми, ви сестра ми ги спомнам, таа е музичар, професор исто така во средното музичко училиште по пијано, магистер Александра Трајкова, и двете сме растени во таква средина, во таков дух сме воспитувани и навистина има големо влијание во нашата професионална определба. Иако денес можем да кажем децата гледат многу влијање или социјалната средина, обкружувањето на помодарството и изборот за животната определба, но конкретно во нашиот случај има големо влијание нашата мајка, професорката Борјанка Трајкова. И за мене формула за успех е навистина кога ќе се спојат таа работна навика, поставените цели во животот, мислам дека се формула за успех. Прифаќаш ли критики од твојата сестра и твојата мајка, ако нешто е не во ред? Секогаш критиката е многу добре дојдена во секој случај. Да. Тие се позитивни критики, јас така ги нарекувам. Заеднички ги прифаќате критиките. Апсолутно. Понекогаш знаеш ли да кажеш нешто, вака да растеш музички и така натаму и така натаму? Па да, се надополнуваме, секогаш се надополнуваме, да. Баш ми е драго. Ево да ме понатаму дипломираш, што е многу битно, на 22 години, магистрираш на 24 и на 20 некоја година 29 докторските студии и го оформуваш своето образование. Да. Малку дополнете ми тој дел? Нешто што не кажавме до сега? Високото образование до дипломските студии ги заврши во Софија, како што реков, на Панчо Валијеро, во класата на професор Антон Диков, еден еминентен пијанист, светско познато име, човек пред се човек, можем да кажам, врвен пијанист кој учел во класата на Рубинштайн и во класата на Надја Буланже во Франција, кој пак е ученик на познатиот Рахманинов. Така да тој ми бил од секогаш идол и многу голема чест за мене што бев во неговата класа. Магистерските студии ги проложив во класата на неговата ќерка, бидејќи за жал тој загина меѓувремено во сообраќајна несреќа. Но за жал. Но потоа докторските студии, како што кажав претходно, ги заврши во класата на тогашниот декан, професор по пијано, корепетиција и познат композитор Атанас Атанасов, декан на Музичката академија во Софија, кој беше. И малку потетално за твоите научни трудови и достигнувања кои што ги имате до сега. Во детали? Паралелно со докторските студии, доста, бидејќи одбраната се состоеше во неколку концерти, во објава на
трудови и голема докторска теза. Навистина имаше доста објави и посетував доста симпозиуми. Периодот од 2009-10 2011 одев често бев член на Струшка музичка есен, имав неколку излагања, имам објавени трудови кои може да се најдат исто така на интернет, на страната на универзитетот, на електронската библиотека, во репозиториумот на универзитетот. Имам објавено трудови со импакт фактор надвор од нашите граници во Јордан, во Аман и во бугарски музички списања како Музикални хоризонти и некои други. Твоите научни трудови дали се објавени до сега? Голем дел од нив се објавени, да. Значи, со слобода ги објавуваш затоа што е лично твое. Апсолутно. И морам да кажам, универзитетот направи една страна, универзитетски репозиториум, кој е навистина многу убава идеја, каде што можеме да ги објавуваме сите наши дела, скрипти, интерни вежби кои ги имаме исто така и објавено, сите тие може да се најдат таму. Во еден дел од одговорот на прашањето Струшка музичка еше спомна. Јас бев на 2 пати таму, ме вратимо младоста. Баш ми е драго да видам. Почнемо гледачи, продолжуваме со музички ноти, група Корона, а потоа следуваат реклами. Се враќаме во студиото. Останете со нас. Ajde stanke, ajde dušo, do
Мејана за мерак, гурманско музичко уживање, музика за време на викенд. Недела, Мејана за мерак ја заменува секоја домакинка за неделниот ручек со музика во живо. Вистинско место за секој боем кој го знае вкусот на традицијата. Мејана за мерак. Урбано, а традиционално. Вкусете ги најдобрите специјалитети во најгурманската улица во Штип. Усокако, ресторан со извонмерена храна, што ќе го зачини вашето доживување, без разлика дали се работи за бизнис ручек, дружење со пријателите или пак романтична вечера. Во преубавата атмосфера, секој љубовен состанок се претвори во бескрајно задоволство, а секој деловен ручек има позитивна и конструктивна атмосфера. Усокако, на позната локација со долгогодишна традиција во Штипски сокак. Го продолжуваме разговорот со нашата драга господја доцент доктор Невенка Дуковска. Да не заборавиме нешто да кажеме за твоите настапи и надпревари. И док стигнуваме до сега, се разбира. Не е фалба, ова е истина, нели? Точно така. Што го кажеш, да. Значи, уште како средношколец настапував на многу надпревари, имам мои државни меѓународни награди, но подоцна кога се вработив, вие можеби се сеќавате, во моето прво вработување беше кај вас, тогаш директор во средното музичко училиште. Тогаш со учениците бев корепетитор на класата на мајка ми, настапував со учениците по виолина, со мои ученици исто така имаме доста награди, низ Бугарија, Косово, Србија, Македонија, веќе со факултетот исто имаме надпревари и успеси со медали, со студенти. Еве во прилог ќе имат прилика и гледачите на телевизија да ги погледнат фотографиите кои ги доставив од надпреварите од Белград, од Тревизо, Италија, каде имаме добиено со студенти на професор Кирил Рибарски и многу други колеги. Тогаш имам многу награди и можем да кажем дека сум и член на жири комисии, бев член на фестивалот Езерски бистери во Струга, подоцна станав и дел од организациониот одбор, пак и председател на фестивалот, бев еден од организаторите и од основачите на фестивалот Дојрана во 2014 надпреварот. И исто така сум член од жири комисијата, еве годинава по 4-ти пат во Своге, Бугарија на меѓународен надпревар. Заборавивте осмоевска награда 2 пати? Да, токму така, но од 2 општини. На 2 така, од 2 општини, 2015 добивме осмоевска награда од општина Неготина, а 2016 од општина Штип. Но наградата морам да ја спомнам, јас не добив сама, заедно со колешката магистер Кристина Палија, врвен сопран со која од неодамна веќе концертираме многу често. Го објавуваш ова без љубомора, нели? Без љубомора, еве ја донесов наградата, гледачите може да ја видат. Баш ми е драго, млада, а со богата биографија. Да се можат паметните и добрите биографии у твојот музички дел се разбира. Почнувам гледачи и повторно ја листаме песнарката на група Корона. Останете со нас.
za tvoje to. И повторно положение на разговорот, почитувани гледачи, со нашата драга господја гостинка. Соработувате со Кристина Палија. Каде се имате настапено? И дали таа средба продолжува соработка и така натаму? Нашата соработка започна во 2014 кога да ме побара да бидам нејзина придружба, пијано придружба на меѓународниот натпревар Монсерат Кабале во Сарагоса во Шпанија. Имавме чест да ја запознаеме и лично познатата оперска дива Монсерат Кабале. На надпреварот имаше преку 600 учесници од цел свет и траеше околу 15 дена, имаше и паралелни мастер-клас и беше едно незаборавно искуство, морам да кажам. И таа соработка од тогаш и продолжи. Но како велат, кога ќе излеземе надвор, светот границите побрзо ги отвора за уметниците, и тоа е навистина така. Почнавме од Шпанија, стигнавме до Африка, но претходно, морам да кажам, имавме концертна турнеја низ Словенија. Настапувавме како трио грациозо, па потоа дуо грациозо и двете. По Словенија следеше турнеја низ Бугарија, па два пати не поканија во Австрија од Македонското австриско друштво и од Сдруженијето на католички високи школи. 2 години поред исто така во Линц сме гости на тој, па не е фестивал, но е таква една интересна организација кај што канат меѓународна соработка, си прават со уметници. И после Австрија настапуваме многу пати овде, на Штипско културно лето, на Топол културен бран Неготино, во Велес исто така кога беше град на културата 2015 чинам. И имаме настапено во Италија и потоа во Мароко минатата година за прв пат, се извинувам 2016 за прв пат, минатата година за втор пат. Богата агенда. Низ цело Мароко, мора да се издржува се. Да. Ќе имаме ли прилика да ја видиме Кристина Палија во нашето студио? Апсолутно се надеваме да сега после следниот водници. Готово, договорено. Да не врзаш да се договориме и уредно да ја поканеме, нели? Се разбира. Која е разлика помеѓу публиката во Европа и во Африка? Твое досегашно искуство што вели? Многу интересно тоа што навистина различна публиката и ви за гледачите било интересно тоа. Јас бев фасцинирана од европската публика, се знае навистина ти толку дисциплинирани и секогаш кога одиме половина час пред настап да се штимаме во Словенија, салите беа полни. И ни веќе одевме час и половина порано, бидејќи тие се некако желни, имаат таа дисциплина, желни за музика. Во Австрија исто така се точни, апсолутно, доколку почнува во 8, тие почнуваат во 8, не чекаат ниту минута повеќе. Додека во Африка... Германска точност. Да, кај нас исто така морам да кажам, ако почнува 8, почнува 8:10, 8:15. Од познати причини. Да, но за Африка е многу интересно тоа што ако почнува концертот во 8, е закажан во 8, концертот почнува во 10, во 11, тоа никогаш не се знае, бидејќи таму публиката доаѓа од секаде, има овации како на стадион, значи тоа е сосема друг народ, толку стварно непријатна атмосфера, или? Не, многу пријатна атмосфера. Толку се средечни, но навистина се чекат и сакат се повеќе народ да биде присутен, да пренесат информацијата дека дошле некои луѓе од странство. Бевме пречекани како врвни светски звезди, плакати имаше низ сите градови каде што настапивме, многу публика, многу овации и навистина ќе кажам многу топла страна, многу топол народ, многу интересно, незаборавно искуство. Бевме и во главниот град во Рабат, во Казабланка, во Маракеш, во Лараче, бевме во Ксарел, Кибири, Кела и многу други градови. Буквално цело Мароко го беше. Веќе сте може патувањето музички. Многу благодарам. Почитувани гледачи, и повторно од фолклорното богатство на Македонија се разбира расположение од група Корона. Сношти кад те пак те видов, тука помина, коса црна, очи
Израдува